тема добро вечер. Со 436.212 гласа или 51,66% од оние што излегле на гласање, Стево Пендаровски избран за петиот председател на државава. Против кандидатката од опозицијската ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова, која освои околу 58.000 гласа помалку, го призна поразот, но не ја честиташе победата. И потоа, власта најави метла за нефункционалните кадри, а опозицијата пекол со кој секојдневно ќе го згорчува обстојувањето на владината коалиција. Тоа е сублиматот од вчерашниот изборен ден, за пораките кажани и премолчани, изборните резултати, особено што тие говорат и кој треба за нив и со нив да слави или од нив да се замисли, вечерва анализираме со Владимир Божиновски. Добро вечер и добре дојдовте. И Никола Спасов. Добро вечер и за вас. Добре дојдовте. И моето прво прашање, еве Божиновски, иако сте во својство на аналитичар овдека, сепак сте и професор, како професор, што е лаичко, а што научно толкување на политичката култура, кога е во прашање честитањето на изборната победа од поразениот кон победникот? Добро, кај нас не е, видите, ретко досега се случувало да оној кој што ќе загуби му честита на победникот. Имало и такви примери, но вообичаено се оди до таму што не се признаваат изборните резултати, што на некој начин сиде со изјава дека победата е украдена, сиде со одреден став дека тоа не било фер, дека има одредени нерегуларности и така натаму и така натаму. Знаете кога ќе се смени тоа? Ќе се смени тоа кога сите актери во политиката ќе играат честно. Затоа што кај нас се уште сме ние сведоци дека има купување гласови, некои сомнителни луѓе кои шетаат за време на денот на избори со пари и даваат и така натаму, па се собираат не знам лични карти. Сите тие работи кои ќе ги надминеме, тогаш веќе можеме да говориме за амбиент во кој што победникот, односно оној кој што ќе загуби, ќе му честита на победникот. Но рековте, спомнавте за политичка култура. Граѓаните има значи се покажа дека сепак граѓаните имаат повисоко ниво на политичка култура од кој било политичар, затоа што вчера излегоа и во поголем број и со тоа го остварија цензусот, кој што беше всушност и најважната работа. Значи, помалку беше важно кој ќе биде председател, многу побитно беше да се оствари тој цензус. И видовме вчера дека навистина околу 850.000 граѓани, значи повеќе од 120-130.000 отколку што е потребно, излегоа и го дадоа својот глас за еден од кандидатите или го пречкртаа личето. Пак имаше висок број, околу 844.360. Да, но имаше околу 3,60%, значи околу 30.000 неважечки личи, кои сепак излегоа и на некој начин помогнаа да се надмене тој цензус. Сега најголемиот проблем е што ние со овој цензус имаме проблем веќе 20 години. А овие беа први избори после двата претходни циклуси кои што беа самостојни председателски избори и се знаеше дека ќе има проблем со цензусот. Пред да дојдат изборите, цензусот станува топ тема, главна политичка дебата. Завршуваат изборите, едноставно сите забораваат, се додека не поминат пак 5 години и дојде повторно. Добро, имаше неколку измени на изборниот законник, но за жал тие се сведоа само на парите. Па добро, тоа ги интересира. Суштината никогаш не се допира. Значи мора да се седне и да се реши една за секогаш ова прашање. Значи цензусот треба да биде намален. Ќе го разговараме и тоа. Спасов, пред да ви дадам можност да одговорите, да ги погледнеме изјавите, односно објаснувањата на Силјановска и Мицковски, зошто не честита? Па јас честитав. Прво, тоа не е политичка култура. Тоа не е политичка култура, тоа е лаичко толкување на политичка култура, значи систем на ставови, однесувања кон нештата и ние имаме во Македонија поданичка политичка култура,
не знам што очекувавте од мене. Јас реков дека го признавам резултатот, но по сето она што ми се случуваше по телевизиите, не знам, претпоставувам не очекувате со восклик да го поздравам тоа. За жал ќе мора, госпоѓо Смилевска, да се навикнете и на луѓе кои што не се восхитуваат на ликот и делото на Заев, Зоран и Пендаровски Стево. Ние го кажавме тоа што имаме да го кажеме, математиката е таква каква што е, тоа е екзактна наука, мене е многу добро позната. Во случајов реков дека нешто околу 50.000 гласови повеќе освои Пендаровски Стево, но истовремено кажавме тоа што имаме да кажеме. Не мора да ми честитат, меѓутоа моја обврска е како претседател на вистина на сите граѓани, јас ќе им придам кога год има битен законски проект на дневен ред, например е законот за СЈО, ако можам тука некако да премостам некој јас помеѓу власта и опозицијата, јас сум за тоа тука, значи нема да чекам тие да ме бараат мене, сосема небитно дали ме признаваат или не, јас ќе одам кај нив. Испасов, сега ако говориме за базична политичка пристојност и нови времиња во кои што некој нема да се восхитува од Заев, иако тоа го изговара Мицкоски, кој во исто време се представува како новиот лик на реформираната десница, заклучокот би бил? Па не знам, малку беа конфузни двете изјави, особено на Силјановска, не го разбрав делот кога вели особено тоа што се случуваше по телевизиите, не знам што се случувало по телевизиите, не разбрав искрено. Мислам, не е толку битно. Во основа се обидуваат и двете партии, дури и поразената партија, да не признае пораз, односно да најде формулација политичка која што ќе каже дека на некој начин тие оствариле добар резултат, победа, се подобрили така натаму. И од тука не ми изненадува, нити пак нешто посебно мислам дека е некој проблем. Се согласувам со Божиновски што каже дека можеше да одиме во полоши сценарија, бојкот, непризнавање, излегување на улици, политички кризи. Мислам дека тоа не се случи. Мислам дека имаме легитимно избран претседател кој што ќе продолжи, кој што нема да имаме понатаму политичка криза, од што реално стравува најголем дел од луѓето од некој сценарио, нели, можеби немање цензус, а потоа и евентуално непризнавање на резултатите и така натаму. Тоа го немаме, имаме избран претседател, продолжуваме понатаму и тоа е за мене позитивно. Би рекол, мислам дека имавме многу солиден изборен процес. Покажа граѓаните демократски капацитет, ја препозна важноста да излезат во вториот круг, и македонци повеќе и албанци повеќе, што беше за мене особено изненадување кај албанците. И од таму мислам дека генерално ако го судиме целиот процес без овие политички изјави и така натаму, мислам дека имавме стварно добри избори. Мислам дека напредуваме во целокупниот дел, значи спроведувањето на изборите напредува, демократскиот процес на спроведување на изборите, и така што би го сметнал ова за политички фолклор и не би искрено нешто премногу го коментирал. Да, можеби ќе беше убаво да се излезе со една јасна порака на честитање на победникот, една јасна порака дека треба да се соработува, дека ќе се продолжи кон заеднички цели, меѓутоа можеби би рекол дека е малку прерано и тоа да го очекуваме. Сепак доскоро имавме многу различни ситуации и би рекол дека ова е веќе добар напредок во однос на... Добро, дали без оглед на тоа очигледно неопходно зрење и политичко, дали овие изјави и овие констатации кои што ги рековте дека сепак ги немаме оние состојби од минатото, говорат дека сепак пред нас е претседател со мандат кому нема да му се обраќаат со иницијали, со лицето и така натаму, или е прерано за такви заклучоци? Божиновски? Видите, ние имавме и до сега претседател кој што беше легално и легитимно избран. Тоа што одредени политички субјекти има проблем со тоа си е нивен проблем. Значи тоа не е проблем на начинот на избор или на самата функција која што ја врши претседателот. И сега имавме изборен процес, избор претседател. Како што се уште се разбира, нели, Ѓорги Иванов легитимен претседател, така ќе биде. Исте во Пендаровски легитимен претседател.
Апсолутно го делам мислењето. Мислам дека прашањето е дали државата во целост после овој процес продолжува напред без навлегување во нови политички кризи или состојби кои што ќе го запрат на некој начин прогресот, особено во ваков критичен период. Тоа не се случи, од ова што го видовме, без разлика што можеби не честита, и за мене тоа е најважно. Искрено, дека имаме председател, немаме значи бойкот, немаме излегување на улици, немаме блокирање на институции, и тоа е тоа што следно не носи напред. Дали понатаму ВМРО ДПМН ќе се обраќа некако кон председателот, нема да го признава, ќе соработува или нема да соработува, останува да видиме, и нормално останува да видиме како тоа ќе им се одрази понатаму и на самата партија и на сите други. Меѓутоа во овој момент јас сум искрено задоволен и сметам дека имавме добро и се водеа изборите, и беше добра кампањата, и се заврши на оној начин на кој што ни овозможува како држава да продолжиме непречено без дополнителни проблеми. Така да тоа за сега е најважно, останува натаму да видиме како ќе се однесуваат сите партии кон новиот председател, и останува исто да видиме колку тој ќе ги исполни ветувањата кои што ги вети, а тоа е за прв пат да имаме председател кој што ќе обединува, еве самиот изјави дека ќе се тој ќе биде тој кој што ќе подаде рака кон сите партии и едноставно ќе се обиде да кохабитира со сите политички партии во опозиција или власт. Така да ќе биде многу значајно како тој ќе се постои, а према тоа ќе видиме понатаму како и другите партии со него ќе соработуваат. Останува да го видиме тоа во периодот што следи. Добро, ако го оставиме настрана овие елементи на политичкиот фолклор, кои што се сепак не се небитни, доаѓаме до резултатите. Математиката е екзактна, но политичката математика подлежи на различни интерпретации. Резултатите се познати. Генерално гледано, она што беше и моја прва теза, кој има причина да слави, кој има причина да се замисли од бројките кои што произлегува. Актуелниве и споредено со тоа што беше резултат во првиот крug. Па, единствен кој што има причина да слави е Стево Пендаровски за тоа што стана председател. Додека видовме дека кај политичките актери кои што учествува во процесот и немаше некој претерана еуфорија или некаков триумфализам. Од една страна кај ВМРО ДПМН затоа што нели победи кандидатот на другата опција, од друга страна кај СДСМ затоа што тој кандидат победи исклучително благодарејќи на гласовите на, според мои процени, околу 120 до 125 илјади албанци, од кои што 90% ќе гласаат на парламентарни избори за некоја од партиите кои што ги поддржуваат, дали е ДУИ, дали е Алијанса, дали е БЕСЕ и така натаму. И сето тоа ги става додека кај Гордана Силјановска беа гласовите генерално на ВМРО ДПМН. Не беше она некаков, не знам, коалициски кандидат. Намерно го избегнам она консензуален, говоре веќе многу што е и како е консензуален. Да, значи Стево Пендаровски беше коалициски кандидат. И дополнително он доби и гласови кои што генерално се насочени кон опозицијските партии кај етничкиот албански блок во вториот круг. Значи дури од таму, затоа што Река кој што испадна од играта после првиот круг, кој што беше навистина пријатно изненадување на овие избори, најфер и најотворено излезе и ги повика своите гласачи да излезат и да гласаат. Се со цел да не влеземе во нова политичка криза, што беше навистина еден многу, би рекол, джентлменски потек. Она што е значено за изборите и она што нас најмногу ни интересираше беше да се оствари цензусот, затоа што имаше многу негативни сценарија кои што можеа да се случат доколку нема цензус. Значи, директно ќе влеземе во нова политичка криза. Но ако ги гледаме резултатите, ако ги гледаме бројките,
Но тука почнуваат сега и тоа е веројатно специфика и на македонската политичка сцена. Факт е. Победата на Пендаровски со албански гласови, впрочем ги имало и за другите председатели, но ги имате и другите тези дека тие немаше да бидат доволни, доколку и ВМРО ДПМН поради тесната разлика во првиот круг не се мобилизираше него мобилизираше своето членство на максимална излезност. Па од тука противниците на Мицкоски го критикуваат дека ги изнел своите членови, иако бил свесен дека поради поддршката на албанците кон Пендаровски ќе изнел. Не, вака. Прво нема веќе противници на Мицковски, да се разбереме. Нема никој кој што може да го предизвика актуелното раководство на ВМРО ДПМН со 380.000 гласови, таа приказна е завршена и затворена. Толку беше веќе. Така да, она што беше значено за ВМРО ДПМН е дека многу им замерува во однос на ставот за референдумот. Мислам дека со ова партијата покажа дека има реформски капацитет, со ова партијата покажа и се врати на македонската политичка сцена. Повторно го врати угледот кој што го имаше претходно, кој што беше нарушен во изминатите 3 години со овој потек, значи излегува, иако многу се шпекулираше дека не знам ќе има некаков тивок бојкот, ваков бојкот, онаков бојкот. Мицковски тврдеше дека нема да има и си остана на зборот. И навистина немаше никаков, апсолутно никаков нити обид за нарушување на процесот кој што ќе доведе до помала излезност. И како трета, да речеме, трет бенефит кој што го имаше ВМРО ДПМН од овие избори е дека повторно се етаблираше, ако ги гледаме самостојно, како најголема политичка сила во земјата. Ќе ги анализираме детално и резултатите и тезите дека и победил и изгубил. Прво, генералната оценка од вас, Спасов, околу изборните резултати и пораката кои што тие ја упатува. Мислам, вториот круг би рекол дека резултатите беа многу очекувани. Она што јас можеби го очекував нешто пониска излезност кај албанците и јас сум многу пријатно изненаден од високата излезност кај албанците. Нашата процена беше околу 95.000 максимум излезени албанци, излегува околу 125.000, што значи дека во таа смисла се доби една голема поддршка и се излегува и доста македонци и мислам дека резултатите како такви не се неочекувани. Не се неочекувани. Со однос на тоа што ВМРО имаше психолошка предност од неочекувано блискиот резултат во првиот круг и се очекуваше да ја зголеми предноста кај етничките македонци. Така да од 90.000 гласови кои што дополнително излегува кај македонците во вториот круг се поделија 60 на 30, 60 за ВМРО, 30.000 за СДСМ, што значи дека дополнително успеа да се мобилизира глас кој што е за поддршка за ВМРО и од тој аспект мислам дека ВМРО ДПМН може да биде задоволно со исходот на изборите. Се согласувам во најголем дел ова што кажа Божиновски дека може би од една страна некој ќе критикува дека ги изведе во сигурен пораз гласачите на ВМРО, меѓутоа од друга страна резултатот пак кој го остварија е сосема солиден и ми сметам дека од таму ќе си ја затврсти Мицковски позицијата во партијата, па сега натаму има уште година дена да прави стратегии до следните парламентарни избори што и како и во која насока ќе ја гради партијата. Од друга страна, сега само мислам дека стратегијата на едно општество и комуникацијата која што беше консистентна и на Пендаровски на Заев уште од почетокот на кампањата, меѓутоа и многу претходно, сепак даде основа да излезат многу албанци во вториот круг. Не мислам дека само повикот на река или само работата на партиите ДУИ и останатите е единствената причина што имаше висока излезност. Мислам дека сепак консистентноста во комуникацијата на заедно напред, заедничка и на комуникацијата со албанците директно во кампањата и така натаму си даде еден основ за тие и понатаму да излезат. Значи секако дека имаше и партиска мобилизација, секако дека вредеше и повикот на река, меѓутоа и самата стратегија. И од тука се отвара како да кажам се продолжи една можност да и понатаму СДСМ гради коалицијски капацитети со други албански партии, со повеќе албански партии, па дури на избори. Значи пред време, значи не се знае како таа работа ќе се развива. Точно е дека повеќето од тие самостојно би гласале за албански партии, меѓутоа не знаеме како и која стратегија можеби партиите ќе ја заземат на следните парламентарни избори, бидејќи се сменија многу политички текови кои што порано беа да речеме чудни или неочекувани, сега ги гледаме како
како нешто што е ново. Така да но бидејќи двајцата се извинувам, голема беше дебатата и синоќа, а еве продолжува, гледам и денеска околу тоа кои се гласовите на тие 125, еве се согласивте и двајцата околу таа бројка дека се приближно толку гласовите на албанците, кои се дали се на Дуи, дали се на Река, па сега тука има кавга во албанскиот етнички блок. Меѓутоа, друга е поентата. Ако се согласувате и двајцата дека се тоа околу 125.000 гласови, како што рековте, тогаш доаѓаме до една бројка. Еве сега се обидувам, ако е вкупниот резултат 436.000, на брзина да израчунам, дека доаѓаме до некоја бројка, дека СДСМ заедно со сите останати партии тежи некаде околу 300 до 310.000 гласови. И не е ли тоа преголем аларм за Бихач? Не, има тука уште 10 до 15.000 од албанците кои што се на СДСМ. Тие се на СДСМ, има мислам дека околу 5 до 7.000 албански гласови кои што се кај Гордан отидени. Меѓутоа тоа е мала бројка, таа е незначителна. Јас таа приказна толку се на Дуи, толку се на села, мислам дека е искрено непотребно да се прави. Затоа што станува збор за гласање за еден човек. Исто како што оваа бројка од 377, не сум сигурен дека ВМРО може целосно се препише на своето конто, бидејќи станува збор за претседателски избори кои што имаме двајца кандидати. Како ќе се коалицира на можни предвремени избори? Кои ќе бидат тогаш теговите е тешко да се каже. Директно препишување тоа на некој си на ВМРО, на листата на ВМРО на можни избори, исто така сметам дека не е баш прецизно. Значи, албанците излегоа и гласа од сите партии и мислам дека ги имаше буквално од сите кои што беа во коалицијата, и од БЕСА, и од Алијанса и така натаму. Колку внатрешно се разделени и кој колку има, тоа е веќе работа на партиите, за секој да си ги препишу на себе како би си ја јакнеле својата позиција во албанскиот блок. Меѓутоа, факт е дека се мобилизираа гласачите и излегоа на гласање и јас сум сигурен дека во тие имаше и голем дел на определени албанци кои што излегоа и гласаа. Значи не е само чисто партиско гласачко тело, значи имаше 1% кој што излегоа по свој убедување. Така да ќе оставиме на партиите да се, нели, да си препишуваат оно колку што сметат, но факт е дека се мобилизираше многу солиден процент на албански гласови и тоа укажува на тоа дека коалицискиот потенцијал на СДСМ и во иднина со албанците ќе биде голем, додека пак комуникацијската стратегија на ВМРО ДПМН која што имаше до сега се уште ги остава надвор од, да кажеме, потенцијалот за коалицирање со албански партии или привлекување на албански гласови во некои наредни избори. И тука мислам дека придобивката на СДСМ е поголема во тој дел, а и како ќе биде значајно за тоа за следните избори. Впрочем и во 2016 заради таа политика која што не е соодветна за албанците или не резонира со албанците и не изградија добар потенцијал за коалицирање со албанските партии. Така да сега се уште продолжува таа стратегија и ја искористија во голем дел во првиот круг, додека во вториот во голема мера го напуштија тој дискурс на антидоговорот и оние што се можеби пораки кои што не одговараат на албанците. И сега да видиме како тоа понатаму ќе им се одрази на следните избори. Јас сакам сега тука малку да ја поделиме анализата околу пораките што изборниот резултат ги дава кон ВМРО ДПМН и кон СДСМ. Започнеме прво со ВМРО ДПМН и денешната изјава на генералниот секретар на партијата и шеф на централниот штаб Јанушев. Новата реалност покажува дека власта нема простор за радост. Нивниот пат започна. ВМРО ДПМН е политичката партија со најголема доверба кај народот. Граѓаните покажаа дека бараат промени. Удрија тежок шамар на политиките на Заев и власта. Македонија гласаше против криминалот, корупцијата и непотизмот на Зоран Заев и СДСМ. Гласаше против наместените тендери, ароганцијата, нерешавањето на проблемите, против животот кој стана пекол. Исто така, резултатот е извојуван од страна на ВМРО ДПМН, Гордана и народот. Сами избори против сите останати, против целиот државен апарат и сите други механизми кои тие ги ставија во функција. Гордана Силјановска Давкова и ВМРО ДПМН
победија во 42 општини. Да беа ова локални избори, сега ќе имавме 42 градоначалници. Да беа парламентарни, ВМРО ДПМН ќе имаше најголем број на мандати и ќе беше новиот мандатар. Фактите говорат и дека ВМРО ДПМН во услови на притисоци, закани и уцени вчера освои 60.000 гласови повеќе отколку во првиот круг. Значи ја зголемивме својата поддршка. Или вкупно ВМРО ДПМН тежи 380.000 гласа, односно 42.000 гласа повеќе отколку на локалните избори 2017 година. За нас, како партија, ова е огромна одговорност. Како што најави вчера и председателот Мицковски, следува пеколен период за СДСМ и ЗАЕВ. Предвремени избори бараме со месеци наназад, власта не се уважува да ги даде, по завршувањето нови избори мислам дека на сите не јасно и зошто не ги дадоа, бидејќи само на овој начин без техничка влада може и да ги добијат овие избори. Продолжуваме со нашето барање, секој ден, со сите механизми, во следните денови, во следниот период, секако дека ќе излеземе со конкретни барања, со конкретни насоки за партиското членство, меѓуто и за сите оние кои ја поддржуваат нашата искреност, нашата верба во Република Македонија, за сите оние кои што сметаат дека право и правда е единствениот и вистински избор за Република Македонија. Тоа беше дел од изјавата на генералниот секретар на ВМРО ДПМН Јанушев на денешната прес-конференција. Божиновски вели почна падот на власта и сега на ова се надоврзуваат тезите на оние кои што велат дека да, тоа е мапата под црвене. Во многу општини тоа е резултат кој го зацврстува Мицковски како лидер, тоа е резултат кој покажува дека ВМРО ДПМН се стабилизира конечно како опозицијска сила, наспроти тезите кои што наспроти други тези кои што може да се слушна, са тоа се и подкрепени со бројки, дека се сепак 60.000 гласови помалку од политичкиот конкурент, дека Мицковски не успеа да ја извојува победата и со тоа да предизвика предвремени избори, дека се тоа 75.000 гласови помалку од последните парламентарни избори. Не, мислам дека тие тези не може да држат вода, затоа што на локалните избори ВМРО ДПМН освои 335.000 гласа. Сега има 380.000 гласа. Така да околу тоа ја ви кажав, со овој резултат секој оне кој што мислеше да го предизвика раководството моментално на ВМРО ДПМН веќе комплетно нема никаква аргументација за тоа и мислам дека сега конечно после година дена на Мицковски му е позицијата сигурна и сега би требало да се посветат, предпоставувам, на оние стратегии неопходни за платформа, стратегија, нешто да привлечат дополнителен број на гласачи, како и секоја опозиција се разбира. Значи, од една страна имате гласовите на Гордана Силјановски во ВМРО ДПМН со коалицијата. Од друга страна ги имате гласовите на СДСМ, но и на сите етнички албански политички партии. На парламентарните избори тие албански гласови ќе одат за матичните партии. Далеко од тоа дека некој ги потценува тие албански гласови. Напротив, секој глас е глас. Дури беше многу, би рекол, една многу високо ниво на свесност покажаат тие луѓе со тоа што излегува и помогнаа да се оствари цензус. Но на парламентарни избори тие ќе гласаат за ДУИ, ќе гласаат за БЕСА, ќе гласаат за Алијанс. Што се однесува до самите гласови и тоа кој колку добил, се разбира дека тоа ќе биде предмет на анализа и секако дека ДУИ ќе тврди дека тоа се нивни гласови, другите ќе тврдат дека не се само нивни гласови, но она што беше најзначено за опозицијските партии кај етничките албанци беше првиот круг и гласовите 80.000 гласови на господинот Блерим Река. И со тоа се етаблираше таа коалиција Алијанса БЕСА како достоен конкурент на ДУИ и како партија, односно партии кои што повторно ќе го заземат она испразнето четврто столче, испразнето страна
на ДПА по 2016 година. Спасов па после оваа теза околу број на избор, бројни освоени општини, па најголем број мандати, бидејќи сепак имаме неколку примери кои што покажуваат дека различно се гласа во зависност од типот на изборите, но сепак вашата оценка околу ова дека резултатот на ВМРО, како што тврди раководството, го покажува падот на власта наспроти двете различни тези кои што ги спомнав, а кои што доаѓаат сепак од дел од членството кој што заговараше бойкот, други членови кои што се уште кон разни фракции без оглед колкава е нивната моќ. Значи, тука би сакал да се осврнам на две работи. Прво, СДСМ и власта добија порака на овие избори уште во првиот круг. И тоа мислам дека е јасно и го прими самото раководство и заради таа порака се најави така наречената метла, односно која што само по себе не значи ништо, додека самата партија и власта не го променат не само кадровскиот потенцијал и не направат кадровско преветрување, туку и начинот на водење на политика и генерално водење на власта. Значи, тие се сега, по наредниот период, до некаде следниот септември, кога ќе треба да се формира техничка влада, ако изборите се во декември 2020 година, ќе треба она што го ветија во меѓу двата круга да го испорачат и да се обидат да направат реформа во своето владење, реформа во генерално и партијата и власта, и таа порака е јасна и не верувам дека некој ја спореша до сега и не чув. Во однос на тезата дека сите овие 370.000 гласови ВМРО би го освоила на нови локални или нови парламентарни избори, јас не се согласувам со тоа и не може тоа така да се мери. Видете, во Охрид, нови избори, победи Стево Пендаровски, односно победи Гордана Селјановска со неколку стотина, 200, 300, 500 гласа. Меѓутоа победи со добри 3000 гласа, ако не се лажам, можеби и повеќе, ќе ме поправи Божиновски, кандидатот на СДСМ, таму имавме локални избори. Гордана Селјановска во Охрид победи со нешто без малку 1000 гласа. 1000 гласа. Значи, тоа е огромна разлика помеѓу тие две работи. Победи градоначалникот на Ново село со 12 гласови, меѓутоа таму победи. И сега, не дека е тоа репрезентативно, меѓутоа е индикатор дека може да има и така различно гласање кога станува збор за различен тип на избори. Не, кога говориме, извини што те прекинувам, кај локалните избори, многу е значаен и самиот кандидат се разлика. И кандидатот, и коалициите, и бројот на листите кои што се секогаш таму. Видите, македонски брод има по 15 листи. Зашто? Не беше тезата, бидејќи ја спомна и Јанушев, а во јавноста веќе се прават и калкулации. Ако овој број на гласови го преведеме според Донтовиот модел, тој би освоил толку пратеници, тој би освоил толку пратеници, што е нека математика која што ве прашувам колку држи вода. И по телефон кога разговарав, јас ви кажав, јас не ги правам тие калкулации. Председателски имавме само двајца кандидати. Нормално е да се збијат гласовите околу тие двајца. Утре на парламентарни избори зависи какви коалиции ќе имаме, кои ќе бидат тие, колку поединечни партии самостојно ќе излезат. Значи, не е тоа така чиста математика како што сака да прикажат. Меѓутоа, тоа е во делот на политичката комуникација, апсолутно легитимно. Јас го разбирам зашто го прават. Факт е дека, значи, ВМРО ДПМН успеа да се стабилизира, значи, и да понатаму изгради основа да сега продолжи да гради нови стратегии, да го задржи или зајакне, како што спомна и Божиновски, да зајакне собствената позиција во електоратот. Меѓутоа дека ова директно може да се префрли на локални или парламентарни избори, одговорно тврдам дека не може и го имаме и како пример сега. Што значи дека овие избори на некој начин беа прво можност за ВМРО ДПМН да се стабилизира, актуелното раководство се стабилизира и да продолжи сега понатаму. Да добие политички легитимитет и да продолжи да ја води партијата и да нормално сега веќе атакува на следни избори кога и да се, иако јас мислам дека нема да има избори пред регуларните, но ќе видиме. Второ, добивме шанса да види СДСМ дека има порака од граѓаните, дека има незадоволство и таа порака ја примија и да има можност исто така да направи своји стратегии, да види што ќе направи за да поправи оваа состојба. И очекувам дека со и двете партии практично добијам многу јасни пораки, сега натаму да видиме како ќе се развиваат и какви стратегии ќе заземат. Дали ВМРО ќе продолжи со право и правда, дали ќе продолжи со остра критика, дали можеби ќе го смени малку наративот за да изгради коалицијски потенцијал кај албанците. Што е тоа што СДСМ треба го направи да се коригира во овие
црвени општини каде што де факто ги изгуби и така натаму. Значи двете партии имаат јасни пораки, а на крајот искрено сметам дека граѓаните и Македонија се победници од овие избори бидејќи дојдовме председател и избегнавме било какви дополнителни кризи. Очекувам многу бурен политички период, затоа што сега ВМРО ДПМН е окуражена да продолжи, а исто така мислам дека и СДСМ власта е и така мобилизирана да види да го коригира она што го изгуби до сега како поддршка и мислам дека беа изборите добри за да и сам партиите практично се проверат каде се и што треба следно да прават. Божиновски, ако во првиот круг со односот, например, во Скопје, кој што се смета за еден како показател беше 5-5, сега е 6-5, значи минимални се разлики, 6-5 во корист на Пендаровскиот ВП, минимални се разликите и тоа благодарение на општините со доминантно албанско население, Сар и Чаир. Колку сепак овие резултати, освен овие генерални пореки кои што ги испраќаат, може да се пресликуваат на начин како што се обидуваат голем дел од партиите да ги пресликаат, дури и со има во јавноста тие калкулации правени по Донтов модел колку тоа би биле во однос на мандати, ако не ми е јасно како тоа би се извело бидејќи би останале албанските партии без мандати во таков случај. Да не говориме за такви бројки кои што ви се прешалтувале од едни избори на други, не сакам ја да го правам тоа. Значи имаме математика, но имаме и политика. Политичката математика не е секогаш дека 1 плюс 1 се 2, напротив може да видат и 3, може и 0 да видат, како што многу пати се покажало. Но она што е неспорен факт. Неспорен факт е дека кандидатот кој што беше поддржан од ВМРО ДПМН и само од ВМРО ДПМН и коалицијата освои 380.000 гласови, додека кандидатот кој што беше поддржан од СДСМ и целокупната власт, вклучувајќи ги етничките албански партии, со дополнителен повик на господинот Река да излезат и да гласат по своје убедување, а очигледно беше дека за албанците на овие избори Стево Пендаровски беше поприфатив кандидатот Гордана Силјановска, тоа беше јасно. Значи, дека Стево Пендаровски освои околу 120.000 гласови на етничките албанци, кои на било кои други избори не би се слеале на контото на СДСМ. Така да факт е дека ако ги издвоиме тие гласови, предноста е кај ВМРО ДПМН. Не навлегувам во бројки, затоа ви кажав, нема зашто да шпекулираме ние со бројки. Битно е дека имаат одредена предност. Сега, колку тоа ќе успеат они да го ефектуираат, зависи и од нивната понуда. Затоа што она што сега мора да го направи ВМРО ДПМН е да направи нова платформа, да направи нова стратегија, да направи едноставно нова понуда, програма, со која што ќе привлече и ќе затврсти дополнителен број на гласови. Она што треба да го направи власта е да направи комплетен преокрет во своето досегашно работење, доколку сака да го зачува своето гласачко тело и евентуално да добие уште нешто. Ако вака продолжи со овој курс, очигледно е дека тоа оди во надолна линија. И тоа беше она главна порака која што ја добија политичките партии на овие избори. И затоа не сакам да калкулирам јас сега со бројки, имало Волку, па во оваа општина Волково. Што се однесува на Скопје. Значи, Скопје е главен индикатор за расположението. Во моментот кога во Скопје, на ниво на град Скопје говорам, кога во Скопје ќе се смени расположението кон одредена партија, односно од поддршка за таа партија, се префрла поддршката кон друга партија, тогаш бидете сигурни дека за кратко време партијата која што е изгубила поддршката или ќе падне од власт или ќе се остане во опозиција, во зависност од тоа дали станува збор за власт или за опозиција. Со оглед дека ако ги трнеме тие гласови, пак ќе повторам, во Чаир и во Саре, кои што нема да идат на контото на СДСМ, факт е дека во Скопје во моментов мнозинската поддршка е кон опозицијата. Пак не сакам да навлегувам со колку проценти, со какво проценти со Донтов модел. Вие не може да правите Донтов модел на 6 изборни единици ако имате 20 кандидати за претседател на цела Македонија. Не може тоа едноставно да се направи. Но овие се тие индикатори.
И она што одговорно можам да го тврдам дека доколку ВМРО ДПМН направи успешна програма, успешна стратегија, они сега се етаблираа, повторно се реетаблираа како политичка партија, го вратија својот углед и во домашната, но и кај меѓународната заедница. Доколку они успеат да направат програма и стратегија, ќе си ги задржат овие гласови и ќе накачат. Кај СДСМ, доколку успеат да направат реформа, сериозна реформа на нивната досегашна работа, исто така може да се надеваат да задржат ова што го имат како гласачко тело и можеби и да качат, можеби да привлечат дополнителни гласови. Но доколку тоа не го направат, сигурно дека трендот на опаѓање кај нив ќе продолжи. Тука е предизвикот на така наречената метла, подкрепена и со изјави од премиерот што таа ќе подразбира, но и контраставови од Демократската унија за интеграција, но затоа по кратката пауза за реклама. Назад сме во топ тема со анализа на пораките од изборните резултати со Владимир Божиновски и Никола Спасов, и пред да преминеме на она што се очекува од најавената метла, уште еден аспект Божиновски, бидејќи сето ова, освен генералните пораки, кога ќе се премине на микрониво, може да се толкова различно, па во Охрид дека може би еве рейтингот на Силјановска бил поголем од самата партија, па кандидатот бил погрешен и така натаму. само имаше добар кандидат. Тоа е факт, добар кандидат беше. Различни се варијаблите, но колку одзивот, а особено и тесниот резултат во првиот круг, испрати опомена и до двете водечки партии пред се во македонскиот блок, дека и двете мора нешто сериозно да менуваат во својот пристап. Од една страна власта беше казнета за политиките, но во првиот круг ниту Мицковски не успеа да ги убеди сите во својот концепт. Знаете како, јас затоа кажав дека сега веднаш ВМРО ДПМН треба да направи нова платформа, целосна платформа, стратегија, Ако гледаме дека таа стратегија се базираше освен ова непотизам, криминал, таму стожерот беше преспанскиот договор, тога се виде дека тоа пада. Стратегија за привлекување гласови. Значи секоја политичка партија доколку сака да привлече, особено опозицијска партија, нови гласови, треба да даде една понуда. Понуда која што би ги привлекла тие гласачи. Значи комплетно нова платформа треба да се направи. И врз база на таа платформа после да излезат и главните поенти, и главниот стожер на кој што ќе се бараат тие гласови, како и политичката програма. Затоа го кажав тоа. Од друга страна, доколку СДСМ сака да ја поправи ова состојба која што се наоѓа, која што е доста незавидна, во која што се наоѓа во моментов, треба да направи многу сериозни реформи. Тие реформи не значат само промена на еден со друг. Тие реформи значат затоа што, пазете, луѓето не ги интересира дали е овој министер или оној министер. Луѓето ги интересира дали функционира нешто како што треба да функционира. Па кој сака нека биде. Да, ќе го анализираме тоа. Така да, затоа го спомнав тоа и за едната и за другата политичка партија. Пораката е пратена, колку ќе ги сватат тие пораки ќе видиме многу скоро, затоа што парламентарните избори не очекуваат следната година. Јас се слагам дека нема да има оваа година избори, на власта не ја одговара да има избори, нема да има избори. Следната година очекувам негде септември, сигурно нема декември да бидат пак изборите. Очекувам или да бидат септември, евентуално можеби ако се договорат напролет да има или мај-јуни избори, но во секој случај следната година, за година и нешто од сега, ќе се видат како партиите ја сватиле пораката која што им беше испратена сега. Спасов, иако се работи за председателски избори, прв пат сами сепак нискиот одзив како опомена и до двете опции. Виде да има неколку причини за нискиот одзив. Едно е опомената, бидејќи она што се случи особено во првиот круг е тоа дека голем дел од граѓаните не излева, кој што претходно го поддржаа СДСМ, не излева на гласање, меѓутоа не ги дадоа гласовите на ВМРО ДПМН. Де факто во првиот круг ВМРО ДПМН освои најмалку гласови во последните не знам колку изборни циклуси. Значи,
тие ова што го кажа Божиновски, не зазори зората значи, на они Мицкоски одеа сепак. со силна негативна кампања на неуспесите на власта кои де факто постоje и со тоа успеа да ги остават најголем дел од граѓаните дома, меѓутоа не направија нешто премногу да привлечат и тие своји граѓани, бидејќи таа кампања се темелеше пред се на остра критика кон власта, меѓутоа не и некоја многу сериозна понуда. Така што од тој аспект низката излезност се беше заради незадоволството генерално кон партиите. Вториот аспект на ниска излезност е, мислам, и оној најбитниот е она што прв пат имаме сами избори после 2004-та. Да. Така, лајко. 2004-та беа последен пат кога имавме самостојни претседателски избори, сме заборавиле дека реално на тие избори нема толку интерес. И тогаш имаше проблем, ако се сеќавате 2004-та во вториот круг, дури попладнато имаше некој повисок одзив и едва успеа цензус. Значи, тоа е секако точно, меѓутоа има една трета работа која што јас мислам дека не се спомнува, а е точна. Во Македонија се релаксираше изборната клима, изборната кампања. Значи многу помалку и јас апсолутно не се согласувам со сите тврдења дека тука имало не знам во какви размери подкупи, притисоци административни. Не, мислам тоа е честно да го признаат најголем дел од луѓето дека реално успоредба со многу минати избори имавме генерално немаше таков изборен инженеринг и злоупотреба и на ресурси државни, и на пари, и на притисоци за вадење на луѓето на избори. Значи, и мислам дека во голема мера луѓето не се навикнати на ваков тип на условно ниска теренска мобилизација или механизми кои што претходно беа користени, тоа и така го влијаеше за еден голем дел од нив и да едноставно не се доволно мобилизирани и остана дома. И така да тие три елементи придонесоа за генералното ниска излезност и меѓутоа во вториот круг мислам дека се покажа дека сепак граѓаните преферираат да не влеземе во нови кризи отколку да и излегува многу повеќе на гласање. Оно што сега веројатно се очекува пред се од власта е акцијата Метла. Како ја најавува премиерот Заев, а како на неа гледа Демократската унија за интеграција? Од денеска ќе почнам да правам анализи, секако во одредени консултации со први соработници, заради тоа што гајлето и грижата е прво и предимствено мое. Знаете дека мора да бидат затворени изборите со официјално прогласување од Државната изборна комисија со самиот извештај за да ги почнеме таквите постапки. Јас сум надлежен во извршната власт, овде ќе има промени, почнувајќи од владата, заменици министри, државни секретари, па по вертикала по државните други јавни претпријатија, акционерски државни претпријатија и слично. Но истовремено ќе правам промени таму на друго место каде што сум надлежен, а тоа е председател на Социјалдемократскиот сојуз. Имаме намера и овде да направиме одредени промени со одредени носители на функции на локално и на централно ниво. Сето заедно имам намера, заради тоа што партијата добила одговорност да ни се органи тела на политичката партија, но и ни се органи тела на државата, како што постојат пред се парламентот, кој што ја бира владата и владените представници во еден најбрз период да се направат промените, заради тоа што време е за работа. Државата има председател, ветер во грб и во нашите сидра добивме сите и она што мора да го направиме е промена на одредени раководни структури, одредени функционери кои што покажаа слабост, за кои што зборувавме и во текот на кампањата и со нивно возобновување со нови кадри кои што ќе ја извлечат поуката, да не ги повторат истите грешки како претходните, но истовремено да покажат уште поголем резултат од претходните. Метла и чистка не е во терминологијата ниту на Ахмети, ниту на Демократската унија за интеграција, ниту е терминологија во политиката. Сметаме дека се работи за луѓе кои што се наши соработници, кои што се наши колеги и не е убаво да користиме таква терминологија кога се зборува за човечки судбини. Ние не сме чисташи за да чистиме, ние сме колеги со сите тие кои што не представуваат во владата, во собранието, во општините и во другите институции и сметаме дека како партија ќе направиме проценка на тоа кој колку нели бил успешен во вршењето на своите задачи и следствено на тоа ќе одлучиме каде ќе може да направиме промени за да бидеме многу поефективни, но секако дека метла и чистка и чистење не се терминологија, ниту начин на работа на Демократската унија за интеграција, сметаме дека е недостоинствено за луѓето. Па можеби и ние да му испорачаме на господинот Заев одредени имиња на лица кои што би требало да имат подобар перформанс, но
Знаете, во коалициска влада, во коалициско парламентарно мнозинство, работите се решава со консензус, со договарање помеѓу главните политички фактори во таа коалициска влада, а тоа се господинот Ахмети и господинот Заев. Секако дека тие двајца ќе се седнат и не мислам дека е умесно да се испорачуваат листи на луѓе од една кон другата страна, туку заеднички да се договориме кој е најдобриот начин да бидеме поефикасни како влада и да ги испорачаме очекувањата на граѓаните. Вчера непосредно по затворањето на гласачките кутии, интегративците се пофалија дека тие се политичките чинители кои што ги формираат практично оние најбитни. Кои се пофалија? Интегративците. Дали тоа што веќе го изјавија првите луѓе на партијата дека обезбедиле 100.130.000 гласови е заслуга на ДУИ за победата на Пендаровски? Ако можем да се надобрзам до прашањето, опозицијскиот блок на албанските партии било дека обезбедило околу 80.000. Дали имате некоја анализа колку кои? Да не се четали менија политичарите многу. Никој не ги носи гласачите во джеп, или тој некој обезбедил или не обезбедил. Политиките се тие граѓаните што ги поддржуваат, личностите се тие граѓаните што ги поддржуваат, почнувам од мојот социјалдемократски сојуз па натаму. Гледате како лавираме со гласовите. Некаде 440 на парламентарни избори, не си имна граѓаните на 323 на првиот круг, сега ни дадоа поддршка од 440.000 без малку 435.000 и не знам колку е конечниот резултат. Така да граѓаните си ја знаат својата работа, дури и ние кога мислиме политичарите дека тие не знаат, тие знаат. Многу се и тие одлучуваат согласно интересот свој, согласно интересот на своето семејство, на своите деца и на својата земја. Така носат одлуки. Сите дадоа придонес. Јас синоќа знаете дека се заблагодарив на активистите, на политичките партии, на лидерите, на сите 31 политичка партија. Но се заблагодарив и на гласачите на господинот Блеир им река, на двете опозициони партии, заради тоа што покажаа државна одговорност. Ево тоа беа дел од изјавите, тука го имавме споено и тоа мислам дека веќе ова околу чаталењето чии се гласовите веќе го искоментиравме, па во завршницата две прашања во едно. Ако Божиновски премиерот вели дека пораката е примена од гласачите, дека гласачите добро знаат и да наградат и да казнат, дали изјавата дека од денеска ќе се прават анализи не е задоцната и требало да почнат од вчера, односно веќе од првиот круг, а може би многу пред тоа после референдумот. Тоа е првиот сегмент и вториот се чувствува некаква неспремност кај Демократската унија за интеграција да преземе дел од одговорноста за лошата порака на себе, односно за лошите резултати на власта на контото на своите кадри. Па добро, види, сега генерално ако одиме по изјавите на господинот Заев, метлата требаше од денеска да чисти веќе, така? Како што беше најавено после првиот круг. Но веќе се навикнавме дека тој премногу брзо и премногу често ги менува своите изјави, така да не би го земал веќе не би го држал веќе за збор. Но факт е она што веќе го споменавме и ја и Никола неколку пати, дека е неопходно промена во начинот на управување со државата, дека граѓаните испратија јасна порака. Сега како ќе го свати тоа и зашто ќе го свати тоа, ќе видиме во следниот период, а се разбира тоа ќе биде евалуирано на следните избори, на следните парламентарни избори едната година. Што се однесува до ДУИ, сега они градат перцепција, тоа го видовме уште вчера, градат перцепција дека сите тие гласови на етничките албанци биле нивни. Тоа се разбира дека не е точно, но не се обидуваат да изградат некоја таква перцепција. Сега, ако они градат перцепција кај што сите гласови се нивни на етничките албанци, зошто не би менувале нешто? Тие постигнале неверојатен успех. И генерално кога ако видиме функционирањето на ДУИ, они се во власт веќе 17 години. Не дека нешто многу смениле, напротив, и дури тоа одредено нивно неработење во делот органите на државата кои што ги раководат, најмногу негативно се одразувало во минатото и на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, не на нив. Они постојано си остануваат
состанува во Никогаш власта. не се сменила таа Значи- пракса министрите на ДУИ да бидат одговорни пред премиерот, пред се Ама- одговорни пред ама- лидерот, тоа го слушнавме Ама- и сега колку тоа може да биде проблем Вие, тоа е- во концептот на заед да направи промени Ама- во извршната власт и по вертикала и по хоризонтала. Тоа е проблем, мислам дека тоа треба да се реши. Ако успее тоа Заев да го реши, тогаш може да добие доста политички поени. Значи, сведоци сме дека ако не имаме влада во која што според толкувањето на помалиот коалиционен партнер, нивните ресори се одговорност на нивниот лидер, а не на премиерот, тогаш ние од старт имаме сериозен проблем. Затоа што, видите, ако некое министерство е раководено од кадар на помалиот коалиционен партнер, односно на ДУИ, и ако тоа не функционира, граѓаните нема да кажат, чека, ова е на ДУИ, не се криви СДС. Не. Значи, главната одговорност секојаш има поголемиот партнер. Дали е СДС во моментот или претходно ВМРО ДПМН. За да функционира државата. И така и на тој начин треба да бидат. Значи, не може вие да бидете еднакви во правата, а не еднакви во обврските. И тоа, ако успее Заев да го смени, мислам дека ќе добие многу. Затоа што видите, еве, например, не знам, треба нешто да се заврши или имате вие некоја работа или очекувате нешто во Министерство за економија, например. Дали вас треба да ви биде битно како граѓанин? Дали е тоа раководено од кадар на ДУИ или на СДС? Вие велите власта, значи власта не раководи добро, бидејќи има проблем во тоа министерство. Значи, јас сум незадоволен од таа власт, а не јас сум задоволен од СДС, но не сум задоволен од ДУИ. Значи, не сум задоволен од власта. И вие после на тие избори ќе ја казните таа власт, без разлика дали тоа било поради делот од власта кој што е кај СДС, порано кај ВМРО ДПМН или во делот кај ДУИ. И затоа ова е сериозен проблем, не е од сега сериозен проблем. Ова е во континуитет, веќе 17 години. Спасов, без оглед на тоа дали изразот метла, чистка му се допаѓа или не му се допаѓа на Артем Груб или треба да најдеме некој еуфемизам, факт е дека и премиерот тоа го најави, промени ќе има и во извршната власт, но и внатре во партијата, бидејќи очигледно е дека не успеа да мобилизираат голем дел и од сопственото членство, колку тој предизвик кој што допрва ќе видиме колку ќе биде темелен и во кој правец ќе биде предизвикан од ваквите ставови на демократската унезија. Секако дека се согласувам со што кажа Влајко, владата е заедничка, граѓаните оценуваат како целина, тешко дека ќе ги подвојат задоволствата од едната или од другата партија во зависност што раководат. Мислам дека ќе му биде предизвик на Заев прво да го направи тоа внатре. Значи на страна ДУИ. Мислам дека секогаш нема да може целосно да го контролира, дури да се подобри тој однос и односно да ја зголеми одговорноста на министрите ДУИ кон премиерот и така натаму, или да изгради поголема синергија во работењето со министрите на ДУИ. Првично мислам дека ќе треба да се направи реформа и во самата влада, министрите во најголем број кои што ги раководи СДСМ, меѓутоа тука има уште две нивоа подолу. Тоа е прво локалната власт, која што се покажа исто така дека во голема мера шкрипи, условно, и самата партија и органите на партијата и функционирањето на општинските раководства на партијата. Така да, верувам дека многу е побитно како тој ќе ја направи пред се промената и таа реформа и кадровска, меѓутоа и начин на владење, би рекол, и начин на управување во својот двор, отколку да се грижи колку и понатаму ќе продолжи да му прави штета ДУИ со евентуално нели лошо работење или слаб перформанс на нивните министри. Верувам дека граѓаните ќе препознаат доколку пред се владата на СДСМ во незиниот домен на работење, незините ресори направи промена, го подобри партиското работење и пред се влијаите како за подобрување на поголема ефикасност на работењето на локалната власт,
А потоа дури ќе се види колку и дали може дуи да прави штета во смисла на рейтингот на целокупната влада и СДСМ. Така да не би се во овој момент грижил како главно прашање дали дуи ќе направи промени со тоа ќе придонесе, туку колку реално владата и СДСМ како партија ќе ги направи промените кои што ги вети и кои што де факто сите ги очекуваат. И мислам дека треба час поскоро да се случат. Ви благодарам на двајцата што бевте вечерва мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на Топ Тема. Останете и натаму со Телма.